Професор Ѓарифи, како ја коментирате одлуката на Врховниот суд кој што постапуваше по БЗЗ-то на државниот јавен обвинител и ги укина претходните одлуки на двата суди? Таа одлука е спорна од повеќе аспекти. Најпрви е спорна во однос на зачувувањето на автономијата на специјалното јавно обвинителство, бидејќи се прифаќа барање за заштита на законитоста од јавното обвинителство, од регуларното јавно обвинителство, со што директно се навлегува и се влијае врз работата на специјалното јавно обвинителство. Втората работа што таму е спорна е начинот на донесувањето на истата одлука. Најпрви знаеме сите дека имаше општа седница на Врховниот суд, каде што рефератот во врска со тоа дали има право БЗЗ да поднесе редовното јавно обвинителство, значи републичкиот јавен обвинител во предметите за СЈО, не помина, не доби мнозинство од гласовите. После тоа требаше два пати да се смени составот на кривичниот совет во Врховниот суд, за да се дојде до тоа мнозинство, тесно мнозинство 3:2 и да се донесе таквата одлука. И тоа покажува дека се работеше многу на тоа да се добие таков резултат на гласање. Третата работа зашто е спорна таа одлука е бидејќи не постои ниту еден друг случај во Република Македонија кога републичкиот јавен обвинител ќе поднесе БЗЗ за укинување на притвор на човек кој што е во бегство. И при тоа Врховниот суд таквото БЗЗ ќе го прифати. Основата на целата работа е дека осомничениот Кочан беше недостапен за повеќе од 2 месеца и укинувањето на таков притвор значи многу, бидејќи едноставно не останува никој друг начин вие да оправдате било кој друг даден притвор. Затоа нема ниту еден правен пропуст и ниту еден аргумент кој што може да покаже дека навистина има право некој да укине притвор на човек кој што е во бегство. Суштината на целата одлука е тоа и е жалосно навистина што Врховниот суд донесува една таква одлука. Се говори за две суштински повреди. Првата дека наводно првостепениот суд СЈО не обезбедиле доволно докази за основаноста на кривичното дело и потоа дека Кривичниот суд на Апелациониот суд наводно дал погрешна правна поука. Најпрвен за обезбедувањето на докази. Јас не мислам дека е до толку несериозна институција, специјалното јавно обвинителство, да поднесе барање за притвор, без при тоа да приложи докази. И како доказ за тоа, најпрвен е уште работата што пред само неколку дена имавме друга одлука повторно на суд, со која што е замрзнат имотот на токму на Сеат Кочан. Ако немаше доволно докази, ни таа одлука не би била донесена. Од друга страна, цитираната одредба важи за луѓе на кои што им се изрекува мерката притвор, меѓутоа има друга ситуација кога лицето за кое што се бара притвор е во бегство, тогаш одлуката за притвор станува извршна веднаш. И тука е главната разлика која што Врховниот суд не ја спомнува. Ако беше така, немаше да може да се реализира ниту еден притвор, бидејќи едноставно сите ќе бегаа пред одлуката да биде извршна. Може ли овој метод применет во сегашниот случај со Сеат Кочан да ја блокира натаму работата на СЈО доколку за секој побаран или изречен притвор се укинува истиот со барање за заштита на законитоста од страна на обвинителот? Секако дека може и јас затоа реков повеќе пати дека ваквата одлука на Врховниот суд е уште по-опасна и по-тешка отколку одлуката за помилување која што беше дадена од Иванов пред 1 година. Бидејќи со ова се навлегува директно во надлежноста на СЈО да бара и да добие притвори, која што е главна мерка за обезбедување на присуството на лицето во кривичната постапка. И со ова со овој преседан се овозможува републичкото јавно обвинителство, кое што е впрочем причината зошто специјалното јавно обвинителство е оформена, да може да влијае врз секој нејзин притвор со било какво образложение, како што го имаме сега. Ако сега тоа поминува вака лежерно и без
помпа, како што го видовме да помине оваа одлука, значи со тоа се става преседан кој друг притвор ќе може СЈО да го брани кога се укинува притвор на човек кој што е во бегство и тоа од највисоката судска инстанција.